Da se sluči, gdje se sluči koga daje, može denes, može utre, samo jeden Gospod znaje. Čovek saka se da ima, ama se za site nema, što je ova teška bolest, da se graba, da se zema. I ja sakam da sum gore, ama dolu kojke preta, narva treba gore mene, samo umo sam mi leta. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padat za vreme, toj som si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke smislam ne se plodi, što ke fatam ne mi odi, lele majko što me rodi. Ne taka, moja ma život imam, kako nekoj drug što saka. Mnogo smetki dževotenog, što li prvo da se plati, sajmi velatno i dolgot, mora jednaš da se vrati. Džabe ti je srce polno, nikoj srce ne ti vara, sekoj lice ke ti presne, ovoj sve govrti para. Jaz ti sum roden baksus, od nebo padna za vreme, toj sam si tako sum dojden, pogreška na sveto, po pogrešno vreme. Lele majko što me rodi, što ke svi slavne se plodi, što ke fatam ne mi odi, lele majko što me rodi, lele majko što me rodi. Svrti se kon Živka i soberi si go akalot. A na ova ovde udrigi klocite i vrti si se na semejstvото. Da. Skini je, skini ova razglednica, skini je. Živko me plaši. Svatok? Ja znam Bolkata. Ti si umna, žena mudra. Ами како? Колку сакаш? Бизнис. Да чуjem. Се работи за твојата шефица, Милка. Тука не гледам бизнес. Бизнисот не се гледа. Се намирисува. Како не ти е срам? Си свил љубовно гнездо со жена ми, со бившата моја жена. Да, со Мисо Дупенски. А овдека доаѓаш и ми држиш лекции. Да те боле, има голтано многу работи и се може да проголта. Ама ова не можем да го проголтам. Со години, јас само ти бев раме за плачење сега. Дај, пушти ме. Да ти кажем, јас сум подготвен на се. Слушај, ке викаме. Викај, нека слушне цела болница, шефицата во преградските на нејзиниот колега. Ти си нормален? Се исплаши, а? Ми реагираш. Утре сме дежурни. Трета смена. Шефице, ве обожавам, шефице. Свате, имам нешто да ти кажам, ама не ми е згодно. Ми е срам. Имам еден
Аман бе, свакеле, сега на овие години трошоци. И со маца се фати на оро. Абе, драг, ја бе златена, бе јагне ветар дупка не полни. Таа ќе го докусури Живка. Да знаеш, ние двајцата само треба да помогнеме. По бабу мислам дека сега е вистинско време јас да си одам. Зете сега е вистинско време да се покажеш. А да не треба јас некого да тепам? Па ако треба, и ќе тепаш. А не, ако се прашувам јас... Тебе никој ништо не те прашува. Ајде, доста. Добар ден. О, добар ден. Ми треба Живко. Живко не е дома. Го криете, а? О, ви личам на таква. Господин археолог, вашата приказна заврши. Сите врати на оваа куќа ви се затворени. Тоа ќе видиме. Во фирмата го нема, значи мора да е дома. Ама не е дома, излезе, отиде некаде, не знам. Каде, отиде. село? Мислите вие мене он ми кажува? Добро, верувам дека ќе ме пуштите внатре. Не. Заврши твоето археолошко истражување врз моето тело. Види да ти кажам, ама не си некој истражувач. А вака сега колку за информација, ме истражува еден искусен новинар. Опа, а кој е тој ако не е тајна? Тајна е и тоа голема. Слушајте, Марта, ми треба вашата помош. Ке платам колку чини. Не е душо. Марта се сврте кон духовните нешта. Пари не ме интересираат. Синот не можам да си го приберам дома. Го тргна од мене свесно, за да ме уништи. Поздрави го од мене и кажи му дека овој пат нема да се излече. Збогум. Збогум? Ти си тука? Па не ли требаше да патуваш за Англија? Да. Го одложив патувањето. Зошто? Па... Види, мамо... Што рече? Мамо. Мамо? Да. Мислам дека време е да си го приберам семејството. Ама чекај, како ова до вчера... Вчера, за вчера, било што било, па поминало. Туку... Сакам да те замолам за нешто, мамо. Што? Па време ти е да се прибереш со нас. Внучето треба да расте покрај баба. Ама не, види, мене овде ми е добро. Не плаќаат, се е добро. Знам, мамо. Мислам дека треба веќе да си со нас. Живко треба да расте покрај баба. До година, еве ќе одиме и заедно на одмор. Имаме пари. Невесто, јас сум шокирана. Те молам, само уште еднаш да ми кажеш, мамо. Мамо. Сакам да ти кажам нешто, ама не знам како. Се плашам да не бидам многу сериозен и да... Кажи. Што ти е денеска? По онаа сцена вчера со татко ти навистина сум шокирана. Не знам ни што да мислам. Подобро е да раскинеме. Да раскинеме? Сега? А баш сакав да ти кажам дека имам сериозни намери да...
Тато! Сине! Кажи. Треба да поразговараме. Јас и ти насамо, како мажи. Зошто, да не ти се случило нешто? Вчера направи таква глупост. По 100-ти пат. Сузето ме напушти. Сега среќен си? Но јас сакам да те оттргнам од тоа семејство. Сите мои несреќи се сврзани со нив. Кажи ми, што сакаш од мене? Сакам да ми се вратиш и заедно да размислуваме за твојата иднина. Ете тоа. А девојчиња има колку што сакаш. Заедно да размислуваме за мојата иднина? Да. Па јас едва и те познавам. Јас самиот ќе одлучувам за својата судбина. Но ти не си свесен во каков змијарник влегуваш, Владо. Тато, среди се. Јас утре заминувам со мама. Изгледа тоа ќе биде нашето последно гледање. Чекај, сине, чекај. Сузе, татино. Што е работа, бе? Да не те навредил некој? Тато. Кажи му на тато, што е? Раскинавме со Владо. Искаравте? Тој, драги, ни направи 300 проблеми. Оди наоколу и кажува дека сме сакале да го одделиме од Владоите. И рекоа дека сме биле најрисипаните на светот. Кој бре? Останете овде, јас ќе му кажам... Што ќе се спушташ на такво ниво? Тато, седи. Никој друг не ми треба, само вие ми требате. Ки излагувате? Да, дока еден мој колега, ама друг пат ќе одиме. Ми помина. Тато, денеска си посебно убав. Како да не? Погледни, а мајка ти покрај неа сум како нула. Одете. Ве молам, ништо не ми помина, ве молам одете. А ти? Ке се снајдем. Ке се јавам на една другарка. Брани. Осу. Ајде. Широко оде. Ајде. Ево, седи тука се мани. Не, чапеле. Опа. Ајде. Дај. Што не? Ајде. Не, бе, дај тука. Туда. Не може. Не може. Не сакаш. Абе. Немаш душа. Не ти држи газот веќе. Кој ќе ми каже, па тебе душата ти во носот. Ти готов си, бе, знаеш как ќе липсаш. Абе ги бројаме, 10 еден. 4 само низ носите ги пикнава. И еден да ми пикнеш, ама салам. Да, ама ги држиш ти стотинови. И што правиме сега, зашто не донесу овде? Па Бошко не донесе Бошков ден да не види. Абе имаш ли ти брат или немаш? Абе го барав, ама го нема. Го нема, од магацинот тап. Овде, батијата се скара преку нас во Латинаец. Знаме, Живко не знае да знае. Живко не ми го спомнувај. Бошко и Маца прават со него што сакаат, бре. Уште 3 дена овде и јас ке се обесам. Ке се стрелам. Ајде, бе, смири се, поди. Глеже, кафанама не работи, жив човек нема. Месторите си отидоа. Абе, мен ова ми мириса на заебанција. Абе, јас сум имала маш. Чиста заебанција. Шо? Полжав целија, така е. Бате Боше, добро. Бате Боше, како ќе речеш ти, бате Боше. Не се. Што? Абе, мене ми мириса на секс, жими мајка. На секс ми мириса. На секс. Тие што ги удара секс не продаваат басми како тебе. Шо? Го фаб за врати долу. Како може за врати долу, ти те контролираш тоа? Еј, па што сакаш ти, бе? Сакам ти. Предигра сакаш. Стриптиз да ти играм. Заема се стриптиз. Еден пат ко Ѓоргија в село. Тој ни 2 ни 3.
ке те фати за врат и на плеки. Не гледаш ни небо, ни звезда, ни облак, ништо не гледаш. Кој знае каде сега тој? Батко Ѓорѓија, што ти е тебе, бе? тој батко Што ти е Ѓорѓија? тебе? Ај, чарката, љубоморен си, ај, чарката. Си играте фудбал, а? Уште денеска, ако. Што утре да не правиш свирач? Сапун од вас ке правам. Каде се мајсторите? Отидоа по киселец. Ристо мој им вети чорба со киселец. Ристо твој да не си го лапнал јазикот, а? Кажи ве нешто, Ристо, кажи ве. Нема повеќе шефување, нема. Умре тоа. Чекај. Па ти некако си ми чуден, бе? Па да, бе, ти не си пијам, бе. Не пијам. Кој ќе помислам на тебе и киселаво да ми се отпива. Дали ќе останете во фирмата, од Живко ваш зависи. Да, треба да подклекне малку, да ми ги полиже нозете. Ова детево го гледате? Од денеска ќе ви биде шеф. Ова лиглево? Лиглето ќе ви трие пипер на глава. Абе, ова детево од која планета е паднато? Знае собирање, вадење, знаеш ли да решиш една дробка, бе? Тоа што треба знае. Чекај малку, чекај. Ова лиглево како да личи на тебе? Што? Слушај, ова си го рекла сега и никогаш повеќе. Боли, боли. Вистината боли. Како зап да ти вадат подскокна. Жими ова сонце, детево е твое. Жими сите сонца од овде ке летате како партали. Некој ке лета. Ајде, Злато. Брат ми Живко порача, ако те видам, да ти кажам да му го бричиш брадичево со џамче. Имала син кучката. Каде е Бушко? Што се случува со тебе? Да не дошол Живко? Не излезе. Леле, сестро? И Живко и Бошко излегоа. Сестро, помагај, сестро. А ти што си погледа на прозорно, што ти е? Што се уплашила? Како мачка да имам во градиве ме стега. Сестро, помагај, сестро. Те молам, сестро. Ајде, добро, кажи. Ајде, седни, смири се. Не можам да седнам. Слушај, снаата на Живка. Добро. Една Веса. Го препозна Васка мој. Леле, ако дознае Бошко, леле, мајко. Овца беше, овца си остана. Ти веднаш Васето да го истопори, шеф да биде. Што да правам? И каде сега? Кај тебе во станот. Кај мене во станот. Да. Ти нормална си? Како знаеш да ги компликуваш работите? Што да правам, кажи ми, сестро, се плашам. Ами дојете, фатам за коса те фрлам низ прозорот. Што? Помагај, те молам. Што да Слушај правам? сега, од сега натаму, јас ги превземам работите. Ваше, Јасно? ваше. Земи такси и шетај на фризер. Баш, како дивјаке, ми го късна прстот. Шетај! Море претање. Слушај, акнија со тоа рачката од ножот, онесвестија. Ама лимбичке, драга? Не туку ми драгостувај. Акнија, да не станам да те акнам и тебе и неа. Ама лимба, моја драга ковчето ни треба живо и здраво. Ковчето ни тебе живо и здраво, не знам ја, ти ќе ми кажеш. Šta je, da ne treba сега da čekam da mi snese jajce? Ne tuku me gleda, igraj. Čeka me do 12. Ako ne se javi bate Boško, na kovčeto ќе mu otide glavčeto. Lično јас ќе го свиткам врапчето како да. Врапчето. Ни ги тестираш нервите. Постојано инсистираш на крв. Обожавам крв. Крвна група моја. Злато мој, крвта ми го пореметува метаболизмот. Ставреш. А знаеш дека не сакам стари магариња околу мене. Играј. Ајде, сакаш да се тркалаш? Рикни, оти ќе ти ја рокнам, да знаеш. Драга моја, лимба, па синоќа ме болеше десниот бубрек. Ставре, левиот.
Левиот. Ми се може. Играј кога ти велам, не туку ми играј по нервите. Мојот моцен меур има капацитет на една мала миниатурна цистерна. Уште 10 минути. Инаку главчето, играј, ајде. Лимба моја драга, јас мокрам. Стегај, Ставре. Уште 5 минути. Си измокрив, Лимбичке. Мочко еден. Да. Уште еден мочко. Што? Очекуваше машки глас. Па си се заебал, курле. Мојот женски глас, ама пред да фатам нож в рака. Слушај ваму, господине Бошко, бате Бошко. Пари на маса и маца твоја за рака. Што? Абе, слушај ваму, селанчиште недоделкано. Не туку ме гледај, пишувај ти, курледен. Средба, кај ОК, кај трговскиот центар, под подвижните скали, во 13 часот, и треба да плукнеш 200.000 марки. Јасно? Ако се случи нешто непредвидено, коковчето твое лета во тенџере. Што ева те, воле, што се случи? Кажи, бе, ајде. Пропастен сум, бате Живко, готово. Нема живот за мене. Ја киднапираја маца. Сега мене ме најде да ме заебаваш овде? Јас помислив се запале фирмата. 200.000 ДМ треба да однесам сега одма. 200.000 германски марки за маца. Браво, озбе, бате боле, скапа роба некоја. Бате Живко, тешко ми е многу така, од тука така мачно ми е. Ако е така нешто мора да смислиме. Да. Ништо не ми работи. Ни мозок, ни раце, ни нозе, ништо не ми работи. А некоја трага, глас, нешто има? Зборував со жена една. Жена? Жена на телефон. Имаше некој дебел глас. Така акустичен. Радиофоничен некој. Аман бе, жена велиш, а? 200.000 ДМ треба сега да однесам таму кај скалите на подвижните овие. Ај, господе. Лимба, еј. Што? Седи тука. Јас ќе одам и ќе ти ја донесам почитуваната. Немај гајле. Бате Живко, ми е страв да ни се случи нешто. Абе, ќе ти ја донесам жива и здрава. Не бери гајле, аман. Таков те сакам, бе, дојди да те изгушкам, дојди да те избацам, бе, немај, Бате Живко, бе. Лимбе, да не претера малку во работиве некако... Excuse me, од вчера сум Клементина. Oh, my darling, Clementine. Слушај, драга моја Клементинче, ти знаеш во кој филм си или појма немаш? Знам. Знаеш? Точно на пладне. Само јас не сум виновна. Јас воопшто не сум виновен, господине Живко. Никој не... Добро, никој... Синоќа ме болеше... Ај, доста не лажи, Левиот. Му кажав, знае. Добро, знам. Туку ова со ножови овде како на дивиот запад, да сме, а? Не, срцка, Еј. Па што да правам на дивна, северна, каков сакаш, запад, север, исток. Јас се за тебе, срцка.
Sve je samo za tebe, lično i personalno samo za tebe. Все, господине Живко. Таа е заљубена во вас, таа ве сака. Кога сакам, смртно сакам. Таа не сака момци како мене. Чуз бе да би ќе ви направам партали ако ви грамна, бе. Морам да ви објаснам, господине Живко, со крвмо, покрмо, Пушта бе со тоа мочање, овде ми се качи. Ако, ќе моча и тоа во боја. Во боја и ќе пее ако треба песна. Така? А ти, Лимбе? Пардон. Клементайн. Ајде де. Клементинче. Овие работиве што се случуваат меѓу мене и батета Бошка не се ваша работа. Разбра? Крај. Срцка, моја работа е. Ти патиш, јас плачам, а тој мокри. Ти патиш, јас плачам, а тој мокри. Решението е ова господја да ја немам. Ај. А колку барате за ова господје овде? 200.000 германски марки. А, мамбе, за кого бе? Срцка, за мене и за тебе. Од увото ми се качуваат маслотиите во крвта. Бе, старо, Дошта бе со тоа увото, бе. Бита се. Бе, таа не вреди 5 пари, бе. Али бе? Кажи, бе, Срцка. Знаеш ли ти што им прават на вакви како тебе кај мене в село, а? Кокошка репана имаш видено? Ами, ако им прават она што мислам дека им прават, тогаш јас би била најсреќената жена на светот. Твоја сум! Абе, седи бе тука. Слушајте ваму сега, двајца. Слушај, бре. Еве ви едно стотче. Да си купите по едно пиво, да го испиете и Срцка да ве испие. Земај тоа стотката. За Држи пиво. бе да ти. И уште 100 денари, да ја однесете оваа женава право кај батета Бошка. Разбра? Дај се. Носи ја кај бате Бошко, бати мочкото, бати. Нека не гостим. Ова влегувањето како дома да си, да? Те барав. Ме најди. Дома. А тоа ти е исто како на лаво да му влезеш в уста. Демек, ти си лавот, а ние другите сме глувци. Во последно време, абе бате, повеќе ми личиш на глушец, отколку на лав. Тие нема гривата. А, мам бе. А сигурен си ти во... Ке да сум. Со месеци ме давеше со икончето. Сега почна да ги мешаш и дечињата. Абе, како не ти е сраме? Абе, што сум ти сгрешил толку многу јас? Сакам да те видам на колена. Мене? Да. Оу. А готов си, бате Жиле, готов си. Падна и последниот селски фраер. Последниот преспанец. Да. Се слушаш ли што зборуваш, бе, сиромав ти, бе? Абе, јас сум семеен човек, нормално имам и своји проблеми и да ти кажам, немам намера да чукам тука празна слама со тебе. Слушај, сега сакаш и синот да го тргнеш од мене. Секој ден, постојано е кај вас. Чичко Живко вака, Чичко Живко онака, ми се смачи веќе од тебе, да знаеш, ми се смачи. Абе, ти си начисто ненормален, бе. Абе, ти не знаеш што зборуваш, бе. Како не ти е срам, бе? Имаш прекрасен син кој многу те сака, а тука ми треси зелени како некој и ми зборуваш разни глупости. Еве, вчера сузето мое и Владо твој се скара. Ти се направи ќејфо? Ми се направи. Ти порасти рогови? Ми порасти. А ти кој ќе порастеш? Слушај, бате, мислиш дека само со тоа ќе поминеш, а? А, па сега дојде време, бате Живко, да се обеси само.
фортончето, проштално писмо, ракатакатакатак, 3 точки и ариведерци да ви кажам на сите. Ајде, бре, таму. Ојде, бе, трнивите од пред очи. Ама. Ајде, кажи што имаш да кажеш. Ајде. Слушај, таа вечер, кога сте излегле од домот селски, сте тргнале кон езеро, така? Која вечер, бе? Која вечер? Абе, ти не знаеш што зборуваш, бе, сирома, бе. Многу добро знаеш што зборувам, бате. Со икончето. Со икончето, еј. Аман, бе, со тоа иконче, бе. Доста, бе, со тоа иконче. Во секоја манџа икончето, икончето. Синот, важно е твој и готово тука. Сте биле на езеро. Сме биле на езеро. Ве виделе. Не виделе. И што сега? Па да не беше забрането да одиме кон езеро. Некоја забрана да не... Чекај, да чекај, но ти многу добро знаеше дека таа ми е девојка, така? Таа вечер тргнав кон езеро на нејзино инсистирање. А да ти кажам, и јас имав девојка. И воопшто не ме интересираше... Газе! Газе, јас газе. Да, сепак тргна, така? Да, тргнав и не само што тргнав, туку и стигнавме до езерото. Ама се чувствувам глупаво вака кој ќе разговара. Но слушај, Живко. Што да... Мораш еднаш да ме соочи со таа приказна. Мораш. Абе, разговаравме за тебе. Таа беше нешто разочарана, од кај да знам од што. И од тукутака се соблече, како од мајка родена. И право во вода, везеро, шлап. И крај на приказната. Чекај. И после ти се бапна везеро, така? Се бапна. Ти дојде срцето на место? Чекај. Се бапна? Ти не знаеш колку е убаво ноќното капање на преспа. А и ми е жал што не си пробал. Задоволен? Каде си? Се изгуби, а? Тука. 100 пати сум ти рекол да не ми доаѓаш овде на работа. Ме киднапира. Тебе? Лично мене. Во режија на господинот Живко. На Джеймс Дин од Долно Дупени. За нив вредев 200.000 марки. Добро, значи не си ефтина роба. Вредам и многу повеќе. Туку, докаде си ти со работата? Напредувам. Напредуваш. Не знам како си ме разбрал, но доколку не чујам нешто интересно, сега, веднаш, овде ке летаат пердуви. Господине Страчковски, да маца не тепа, да маца меси. Зборувај. А ако не сакам да зборувам? Аха, значи ме предизвикуваш, така? Добро. Врати ги 3.000 марки. Капарот. За да можам спокојно да го проложам муабетов со тебе. Со Милка вредиме многу повеќе од твоите 3.000 марки. Вие двајца не вредите ништо. Мене ми интересира Живко. Мажот на Милче. Тој. Требаше да направиш афера, да се зборува за тебе и Милчето, а ти се перчиш со моите пари и ги трошиш по кафани, не ти е срам. Афера нема. Испаднав смешен и работата ми виси на конец. Ту каков маш сум одбрала, мочко. Не си способен ни едно аферче да измислиш. Па многу си дозволуваш. Сепак, ова е моја работна просторија. Да ти се мочам у твојата работна просторија. Парите ги нема. Афера? Ич.
ти живче, леле, што сум среќна што те гледам, детка. Абе, не ми се доближува, Ма зошто не ти се доближувам? Многу те сакам кога си вака, те обожувам. Знаеш колку те сакам кога ќе те видам вака. Каде е Бочко, бе? Со маса на службен пат. Со маса на службен пат? Ај, сега ти главна тука. Не сум јас главна, ти си главниот, јас додев тука да работам, ама тебе те нема, бе, Жилче. Абе, доста, абе, доста, абе, не тука ми се лигави тука. Ама зошто? Така, Знаеш зашто? што? Да ти кажам, работите почнаа да се отврзуваат. Почна, значи, работите да пливаат, така да. Ти текнува на машми? На она кускулено, на жбичено мало, но на... Оне лигавиот што вие чини дома? Да. Црвот со човечки лик. Црвот, Кај го најде, бе, маме. А не ли беше затвор? Ама излезе. Излезе? Излезе. И каде е сега? Тука е. Тука? Сакаш да го видиш, знаеш како излезе? Како петлен изоградан и сега кукурика. Да не слета и на наша на ограда, си. Да, ама тука е, чека, Тука, сакаш да го видиш? Аха, ја, многу изгоре, бе. А ти текнува на филмот Третиот човек. Да. Е сега, тој ќе биде третиот човек во нашата фирма Рендишон. Си. Појма нема што зборува. Ама и кам мен. Знам. Илче, ти текнува ли како ми ја мереше ти килажата едно време, а? Ти Абе. текнува 55-60, 54, 55-60, ти текнува? Ај мери сега. Абе, што да мерам, бе? Мери, бе, бели. Ајде. Е, добро ден сега. Ете. 52. Еве го. А, што ме има најдено? О, Сиси, драга моја Сиси, ти си тука. Тука сум срценце, ти треба нешто? Како не ми треба, Сиси, како не ми треба, ти ми требаш, душичке, ти ми. Без тебе сум безпомошен. Се извинувам што морам да ја прекинам оваа перверзна игра. О, мондие, о ла-ла. Сиси, па тука бил и Живко. Нашиот знак! О, мондие! Дозволете ми да ви ја стегнем раката. А сакам да ви сообштам. Сиси, дали му кажа на човеков? Да, бебенце, срцуленце, се кажа. Особено ми е драго што вие и вашата ценета Сиси станавте мои партнери во бизнисот. Особена чест ми представува вашето присуство во мојата фирма, во која го вложив сето мое знаење и умење. А посебно ме прави па среќен што сега можам јавно да ви соопштам дека не само што ќе бидите мои бизнис партнери, туку јас ќе бидам и главниот дечко на твојата Сиси. Господине Живко, да не е љубоморна мојата Сиси, сега ќе ве бакнев. Колку сум среќен. Замислете го ова чувство. Јас ја делам мојата Сиси со Жижи. Пресреќен сум. А сега дозволете ми да се повлечам и да ви направам едно големо евала. Демек, се надевам дури да избројам до 3. Злче, чекам. Број до 5. 1, 2, 5. Да ве нема отука. Магла, да не ве видам тука.